Добро вечер и убава вечера, Владо Павлов. Ова вечер е резервирана за едно големо откритие кое што со години уназад полека, но сигурно го отварам пред сите вас. Ова големо откритие содействува и со вистината за украденото свеќе на животот од УВР Дувлочани со директива на јавно обвинителство од Дувлочани. Јас преку едно друго видео кое што е кратко и кое што го представуваат нашите соседи бугари, е видео кое што ќе дојдеме до заклучок за електромагнетизмот. Како најпрво ги замолувам моите браќа со кои што сум другар и пријател и со кои што сме се дружиле со децении и години уназад, да не се мешаат во мојата одлука, затоа што јас не се мешам во нивната одлука и тоа е лично мое право, само иницијативно, во услови кога гледам како Сорос го гори мојот град, не само мисловно, туку и практично. Што значи, бидете тоа што сте, мојата одлука е моја одлука, немојте да изигравате жртви во стилот као да не изненади ова, она и така натаму и така натаму. Тоа се однесува за некои мои пријатели во цела Македонија, за некои мои кочанчани, и ги замолувам да си огледат нивниот пат од оно што јас сум поминал во овој град и од оно што знам да кажам, а бранејќи ги тие ставови, само ми докажувавте дека сте биле мои непријатели цел мој живот. Да застанете во одбрана на Радко Воспазијан и на фараонот Кочански, покрај се што се случува во нашиот град, кој што овие двајца олигарси иселија цело Кочани, треба да си умно болен. И затоа продолжите и понатака по вашиот пат. Јас не ви се мешам, ама ве замолувам и вие да не ми се мешате. Ова е моја одлука, јас тоа лично, само иницијативно, го правам за Македонија и за се македонското обединување. Ако нешто ви смета, знаете каде сум, знаете го мојот телефонски број, јавете се, ќе дебатираме. Така да, мои браќа, другари и пријатели, идите далje со вашето, тоа е ваше мнение, тоа е ваша одлука и јас тука немам ништо против. А да ме убедувате дека овој бил независен, а всушност зависен, да ме убедувате за некои други работи, тоа е као да јас дојдов од пресека во 2020 година, ме донесува на опинци во паркот Кочански и прво што го видов пролет, испив едно кафе и јас ништо не знам, ама вие знаете. Ве молам. Со Владо Павлов да си немате работа, останете браќи и сестри како што сте со него,
почитувајте го како што ве почитува. Јас сум другар со вас, без разлика за кого сте одлучиле, без разлика кого браните и за кого ќе гласате. А нешто да ми обидувате мене во стилот овој ги испадил, оне ги однесел, па многу ни беше тешко, па не испадија од кочани. Се знаеме сите. Многу добро се знаеме сите. Јас одговорно ви тврдам дека Кочански Панаѓур нема да биде парцела за градење на стамбени комплекси како тоа што се направи со Тегишински лозја во времето на Радко Келави Ганстер. И повторно го повикувам да ги даде камерите на МВР, снимките од камерите на таа кобна вечер на 16 март. А за другиот, слободно идете, видете. Гради зграда на 2 метра до железнички сообраќај. Уништува цела стара населба Стришани. Колку фамилија остави на улиците. Погледнете, кај се дуќаните во стоковната куќа, кај се дуќаните во салата. Направи мртви гробишта. И уште треба Кочанскиот Панаѓур, кај што имаме значаен локалитет, да го дадеме и него како тоа што го направил Радко Келави Ганстер. Затоа не ме обидувајте. Не ми отварете устата, се знаеме сите. Многу добро знам кој на кого слуша. И животот, и самите проблеми кои што ми ги наметнаа ваквата багра од луѓе, ме научија како се поврзани како свински црева. Од извршители, од нотари, од судии кои што милиони евро имаат на конто до 2020 година по друг основ, до извршители. А да не зборуваме за кокаино. Центар на Балкан остана мојот град. И вие ме убедувате и ми кажувате, сте се изненадиле од Владо Павлов? Па реално јас кажав. Дојдов, видов, победив. Се знаеме многу бао. Парцели, маркици, продавање на комплекси на Пониква, за земање овде на спа центри, на базенти, на се и се што. Тоа ќе биде завршено. Тоа ќе биде минато. Сето тоа ќе биде под капата на локална власт на Кочани. И ќе се борам за тоа. И продолжете понатака во вашиот пат. А Владо Павлов многу добро знае за неговото се македонско обединување и многу добро знае за кого го прави ова. И Владо Павлов има браќа и сестри во цел свет и никогаш не е излегол од Македонија и ќе остане овде во Македонија. А дека вие ви било тешко од фамилија која што е ситуирана, па системот ве испадил, ај тие приказки на друго место. Тие приказки на друго место. Значи, уште еднаш, не ви ноѓа мана. За ништо. Јас останувам другар, иако вашата одлука на мене не ми се допаѓа. Ако не ви се допаѓа мојата одлука, продолжете понатака, не мора да живеете со мене. Ниту сум зависен од вас, ниту вие можете да бидете зависни од мене. Ова е мојот поздрав за некои мои кочанчани кои што веруваат дека јас во 2020 година од едно село Кочанско пресека ме симнаа на опинци во паркот и прво што го видов кафе бар Пролет и овде седнав пиев кафе и друго ја ништо не знам. Наместо да го следете Владо Павлов,
и да се борите за се македонско обединување против ова секта кој ви ги киднапирала вашите деца и од кој што бегаат нашите деца. Вие уште понатаму ќе им давате моки. Кочанчани мои, нече мочи више тако. Како што вика вашиот идол Зоки Грила Зоран Заев. Нече мочи. Македонецот се обединува, македонецот во цел свет се обединува. Од таквите како вие што персирате некој, кој што мислите дека некој ќе ви верува на сето тоа. Не паѓа повеќе македонецот на оние фолови од безимени ликови, кои што немаат име и презиме, кои што се скриени, без име и презиме, кои што видовме до кај дојде Македонија од таквите. Дојде до Северна Македонија. Ве молам, терајте си го патот, се гледам и излегувам секаде, обеќам дека ова недела ќе бидам во Кочани, тука сум, не барам ништо, ова не го правам за фотелја, туку го правам за борба против сектата и е во интерес на вашите деца. А ако ви смета нешто, нема проблем. Знаете, секогаш сум тука и разговарам за се. И немојте да објаснувате некои работи каде што многу баво се знаеме сите. Владо Павлов не е спаднал од пресека со опинци во градски парк и прво што видел, го видел пролет и пил кафе. И ништо не знае. Вие знаете, ќе ме обидувате. За лажни чегевараци, за лажни идоли, за лажен живот. И зашто ли нешто направија со нашиот град? Се борам за се македонско обединување против сектата. И ова се македонско обединување не е само во Кочани. Ваквото се македонско обединување во секој град во Македонија. А тоа ќе го видите во недела. Како што го видеа моите браќа и сестри во Кичево, од каде што први почнавме со се македонското обединување. И моја благодарност до сите браќа, кои што тоа го прават само волно, без никаква подкрепа, без да бараат ништо од никого. Како јас тоа што го велам, не барам фотели, не барам работни места. Барам Македонија да биде слободна. И немојте да го филмувате народо, да изигравате жртви. Многу ви било тешко. Вие кои што сте на олигарси и сте се отиделе надвор од Кочани и ви испадиле. Кој ви испадил вас? Кој ви испадил од Кочани вас? Кочанчани и македонци, најопасни се сите оние кои што изиграваат жртви и кои што кукаат и плачат. Тие се задоволни од се. И од секоја власт печалат. И од секоја града цицаат млеко. Дали било од СДС или од ВМРО ДПМН. И да не бе манипулираат повеќе. Се македонското обединување е започнато и ќе трае. А дека Радко Келови Ганстер и Фараоно Кочански ќе успеат Кочански Панагюр да го земат, и тоа што го прави Алекс, што направи швајцарско сирење на локалитет кој што ќе донесеше милиони туристи на Текишински лозија, верувате дека и овде ќе го направат? Не знаеме Папазо чив е човек. Не знаеме за времето на Папазо кој ги сменија. Па немаше никаква разлика за време, освен што беше Папазо, ВМРО, ДПМН, секаде беа директорите од СДС. Командирот во полиција во УВР Довлочани што беше? Темелков.
Ујапачива беше. Ајде да видиме кој и кој што бил од која политичка партија за време на случувањата со Пулс. Не знаеме дека Папазов го донесоа Радко и Ванчо Деликатес, затоа што кондукторот, бившиот градоначалник, не дозволуваше да откупуваат парцели, да прават маркици. И го ставија Папазов за да изслуше. И од такви како ни двајцата се разболе човекот. Оставете го Владо Павлов да се одлучува сам и ова што го прави за се македонско обединување. И немојте да ми изигравате жртви. Немој да ми изигравате жртви сите. Се знаеме добро сите во градот Кочани и цела Македонија. Електромагнетизмот. Ова е мојот поздрав за некои мои пријатели и браќа кои што им сметало моето мнение и кои што им сметала мојата одлука. И тоа како што гледате, јас го правам самоинициативно. И воопшто не ме интересираат штабови и било што некој таму ка ми дебатира или било што. Јас го правам ова самоинициативно на сопствена волја. Не треба да чекам ја Миле Лепков да дојде да ми каже ти брате ќе бидеш вработен ваму, ајде трчи. Не. Кој е тој Миле Лепков да ми каже јас што да правам и како да правам за мојата Македонија? Или Мирче, или некој си друг таму. Па најголемиот терет го зедовме ние старите борци. Ке чекам јас Миле Лепков или независен, апсолутно зависен од Радко и од Ванчо Деликатес да ми дава ингеренции за да ја трчам за него. Абе македонци мои, абе будалетинки. Сите ние кои што го правиме ова го правиме за се македонско обединување. И ќе им дишеме на врат. А не бараме услуга од тоа што го работиме за Македонија. Ете така да знаете. Воопшто не ме засега. Јас ќе чекам Миле Лепко да дојде со црното кошулче, откопчено, со мајче да му се гледа и он да ми каже на мене, јас тоа треба да правам. Ајде ве молам. 50 години живеете со Владо Павлов, него научите за каков е. Ве молам, ќе чекам ја некој да ми каже што треба да правам за мојата Македонија. На нису сум отишол, ниту сум го видел, ниту сакам да го видам. Ова го правам само инициативно, кочанчани. Воопшто не ме засега. Го правам за Македонија, за се македонско обединување кој што го прифати премиерот Тино. Ми е гал, или ќе чекам ја Роси на Ило по машински да дојде да ми каже ја што треба да правам. Дајте ве браќеве, дајте ве, до кој свет дојдовте вие бе? Каде отидовте вие со вашиот ум? Зошто ме толку подценувате и понижувате? Ете за сите вас кои што сте навредени од Владо Павлов. Владо Павлов ниту е бил во штабот на ВМРО-ДПМН, ниту е разговарал со некој си Миле Лепков или со било кого и не може никој да му каже на Владо Павлов за кого да го даде својот глас и за кого да се бори за Македонија. Не ме интересира Мирче, не ме интересира Миле Лепков, било кој. Доаѓа времето кога се ќе се одгонетне. И ќе се одгонетне за 16 март. И секој кој е вмешан ќе си од нас, ќе си сноси одговорност.
Нема повеќе прскалките да падат дека они го сето тоа направиле. Нека поминат изборите, полек. Затоа е се македонското обединување. Каде што утре никого нема да се гледа дали од ВМРО или од СДС, дали е зависен или независен. А вистината треба да се спроведе. Дајте ми слика. Дајте ми доказ дека сум бил во штабот, дека сум разговарал со некој од нив. Дека они ми нешто понудиле. Бре битанги некој. Бре будалетинки. Терајте си со независниот, всушност зависен од Ратко, Келави, Ганстер, Сорос и вахабиста, и фараоно Кочански, Банчо Деликатес, и не се замарите со Владо Павлов. Ич не се замарите со Владо Павлов. И не ме обидувајте ништо. Јас ве сакам и поштувам и сме другари, и покрај вашата одлука, пак ќе бидам другар, ама кога требаше да бойкотирате на првиот круг, никаде ве немаше никој. Сега ми продавате муде за бубрици. Нека размисли цело Кочани дали треба се македонско обединување независно кој на која политичка партија за справување со ова секта која што уште посилна ќе биде утре ако не ја спречиме денес. Ете ова моје вклучување во живо, а вие кои што се дрзнавте да манипулирате и да лажите по градо, уште да споменете и вреки пари, ама Владо Павлов не бил во Сити, во хотелот на киднапирање, всушност, хотел на кондукторот, каде што некој делел пари таму. И да бара да деле, јас нема да отидам таму. Оние кои што го знаат Владо Павлов, знаат дека и за времето на Зоран Заев, кога требаше да направиме нешто што треба да биде окей, истото јас го направив и со него. Не отидов. Беше закажен состанок во владата, не отидов. Не ми значи ништо, нешто ако е против Македонија. Дајте ми слики, дајте ми докази дека некој си Миле Левков или било кој друг, а мене ме фатил за уши и ми кажа што треба да правам. 50 години не го научивте попе кој е. 50 години. Ама за вас сигурно многу сте задоволни од независниот. Па најверојатно утре ако успее, пошто е зависен од Ратко и од Банчо Деликатес, први ќе ве пречекаат во спа центарот доле на базенто, ако се продаде имотот на Пониква. Се знаеме сите кочанчани. Многу добро се знаеме сите. Немојте на мене да ми продавате муде за бубрици. Дојдов, не барам никакви ингеренции, не барам ништо од Кочани, дојдов само да помогнам за се македонско обединување и да се една за секогаш сотре ова секта кочанска, која што смета на цела Македонија. Така е, даце. Миле Левков доаѓаше кај нас. Можем да ви верувам на се што зборувате,
и се што манипулирате поради тоа што сте задесени за мојата одлука за докторот Владимир, и знам дека тоа го правите од паника и од тоа што сте очени, ама ќе барам докази за тоа што го зборувате. Дајте ми слика каде седам и пијам кафе со Миле Лепков, со Мирче, со другите мали деца, кои што за мене тоа са мали џокица, шоколадо деца. Дајте ми докази. Па ако така лесно се продаде Владо Павлов или Попе до сега, требаше ја да бидам најпривилегираниот. А не моментално укочени, најпривилегирана е мојата бивша сопруга. Зошто? Затоа што се бори за уништување на Владо Павлов и за се оно што се прави против Владо Павлов. Ама има дани за мегдани, за се. Јас сум трпелив. Јас сум чекач. И ке чекам. Затоа ве повикувам да го ставите Владо Павлов или Попе, како што знаете, настрана од вашите случувања, ако немате докази за тоа што го зборувате. А дека Радко Келави Гастер, Сорос и вахабиста ќе успее со Кочанскиот панаѓур за градење идентично како тоа што го направи со Текишински Лозја, давајќи го на Алекс, мало морген за тоа. Малку потешко. Малку потешко. Благодарност до сите оние кои што ја прифати иницијативата за се македонско обединување и јавно и гласно застана позади кандидатот на ВМРО ДПМН. И мојот поздрав до сите нив е тој што секогаш ќе бидам до вас, независно на која политичка партија да сте. И прво нешто што ќе започнеме е тоа што сите заедно ќе се бориме да докажеме сектата во Кочани, ќе се бориме да докажеме која е целта за се што се правило во Кочани, каде што не случајно таа секта се замери и со Владо Павлов, и ја знам многу убаво. Целиот мој живот помина со таа секта и мојата борба против нив, против неа, каде што многу млади деца раснеа кај мене и знаеа што и прават. Истата таа секта, која што денес доминира во Кочани, каде што ви бранеа да доваѓате, да купувате сендвичи, да пиете кафе, ве лажеа дека јас сум бил ваков, таков, онаков, ве лажеа дека јас дрога сум ви продавал, а сите оние кои што пораснавте со мене, денес не знаете што е дрога. Ама сите оние кои што бија во другите сендвичари околу мене, видовме до кај дојдоа и што дојдоа. Она во Кочани, во цела Македонија, кој што се прави и кој што се оцрнува, а нема никаква вистина со тоа, треба да треба да заврши. Значи таа битка на Владо Павлов не е од сега. И јас можам да кажам слободно дека моите деца бегаат од сектата затоа што не можат да поднесат што прави сектата против нивниот татко. А не вие од олигарси, од фамилии кои што сте обезбедени и вие сега сте надвор од Кочани и као демек сте избегале од сектата, а секогаш сте биле блиски до сектата. Ајде бе молам,
да ги отвориме картите да играме машки. Моите деца можат да кажат и ќе кажат, ќе дојде денот кога Јоцка, кој што моментално живее со семејство, работи и твори во Битола, каде што сум и јас повеќе од месецот, ќе дојде ќе каже вистината, кој што правил и зошто го зборувал тоа против неговиот татко. Ќе дојде и Борис, утре ќе дојде и Љубомир, кој што е во Германија. Ќе ви ја кажат тие вистината, зошто не се во Кочани и зошто избегале од сектата, бидејќи сектата е таа што му стои на глава на нивниот татко. А сите вие кои што сте со сектата, а ве знам сите дојден, ми изигравате жртви, као демек, сте се разочарале од Попе шо направил. Па Попе не од вчера со ВМРО ДПМН. Ете јас ви кажувам, од 98 бев настрана од сите случувања. И ова што го правам е со содејство со Христијан Мицкоски. Воопшто не ме засегаат штабовите во Македонија. Штабовите на секој град. Ми е гајле мене за Миле Лепков или за било кого. Ке ме натерал Миле Лепков или некој друг, јас сум малумен и ке ме подлажат со лажи, со некоја лижалка и ке ми кажат ова она. Тоа што вас ви подлажал независниот, а всушност зависниот, тоа е ваш проблем. Тоа не го наметнувајте врз мене. Значи, моите деца ќе дојдат еден ден и ќе ви кажат за сектата. Што све им правела. А вие, кои што сте со сектата, изигравате жртви како спасители месии и сте дрзнале да зборувате за Владо Павлов, најубаво е да се покриете, да не ги отвориме тефтерите. Целата младина кочанска е сведок. Што све им правеа? И како се криеше да дојде да купи сендвич или да пие кафе. Таа секта над сектите, што мисле дека е Бог. И на кој што верно им служите сите вие, кои што оговарате и кои што го споменувате во моето име, во мојот град, за кој што се борам цел живот. И по ништо не се разликувате од тие двајца и од таа секташка организација. И немој да мислите дека Пулс ке се заборави. Немој да мислите дека ако Радко и Миле Лепков имаат некоја дејност, ќе ги остави, некој ќе ги остави. Не. Сите кои што сме дробеле, сркале, ке јадеме. Па и да е Радко, келави гангстер, вахабиста и Сорос. Сите дојден. А прашајте го. Фараонот што барал и колку пати бил до Белград и до Грција после 16 март. Вие кои што ги бранете нив, Владо Павлов Попе, никој пат нема да земе од никого. Еден ден ќе ги имате сите мои, пошто јас сум транспарентен, сите мои телефонски
пораки за да видите како се боре Владо Павлов за Кочани и за да видите дали Владо Павлов бара нешто како услуга за тоа што го прави за се македонско обединување и за Кочани. Сите ќе ги видите пораки. Со секој што разговара за Кочани да биде слободен град од сектата. Сите до една порака ќе ја имате. Ова мое вклучување во живо го завршувам со една статија која што е поврзана со споменикот од НОП, според Владо Павлов, кој што нема ни буквата од НОП, и ова го правам секогаш самоиницијативно, како и последното што го правам, и ве повикувам по големиот број кочанчани, без разлика на политичка определеност и религиозна определеност, да го направиме градоначалник доктор Владимир, а потоа да му дишиме во брат за било што треба и за се оно што треба да се прави за Кочани. Затоа што не гледам зависност и оно што го направи Ратко Сорос и вахабиста, се знае дека е наместено, неуки млади, и тоа треба да биде еден пример дека до ова младина треба да има старци и дека без старци нема ударци. Иако влегува во филм, нели, многумина од таму каде што припаѓаат дека се богови, ама всушност не се. Споменикот од НОП, кој што нема ни на буквата од НОП, крие на символика која што сега прв пат ги ви ја кажам. Ја крие символиката на електромагнетизмот. Ја крие символиката на срцевата чакра. Ја крие символиката на Богот љубов. Ја крие символиката на Богот љубов од митологијата Ерос. Ја крие символиката на Исус, кој што е и тој љубов. И го представува срцето. Затоа што таа голема мајка, која што го држи плавиот и црвениот конец и која што лета над Кочани и е заштитничка на Кочани, со представата која што има на споменикот од НОП, кој што нема ни на буквата од НОП, е символиката на електромагнетизмот. Е символиката на срцето човеково. Е символиката на љубовта. А тоа значи дека Чемерски не, туку Сионскиот приорат, кој што е авторот на ова дело, точно знае што е наше Кочани. Чемерски е само извршител. Сионски приорат, преку изградбата на овој споменик, кој што ве манипулираат децата и оние поклоници на братот на Александар Караџорџевиќ, тоест Ѓорги Караџорџевиќ, алијас Тито, дека се работи за некој споменик од НОП. За двајца партизани, малолетни, кои што биле сокриени у Главовица у пештера
и на овој или на друг начин краделе од офшорот и истите тие биле насанкани на бугарската војска и на 17 години убиени. Љупчо Сантов и Раде Кратовчи. За овие двајца партизани, како што ви убедуваат за попето, како што знаат во Кочани, дека некој го фатил за уше и го натерал ова да го прави. Така и тие, за двајца партизани, Кочани има скапоцен споменик и најграндициозно дело во целиот свет од борбата против фашизмот. Не зборувам за Македонија, не зборувам за Југославија, зборувам за цел свет. Најскапо грандициозно здание. Јас одговорно тврдам дека ова здание го направиле сионски приорат, кој што точно знаат што има на локалитетот Лукубија. Ниту Папазу успеа да го направи тоа што му беше у програмата, ниту Паратко со независниот, а всушност зависниот ќе успее да го прави она со Кошанскиот Панаѓур, кој што исто така е локалитет. И доста веќе градење на стамбени комплекси и споменици врз локалитети во Кочани. Значи, локалитетот Лукубија е локалитет каде што е храмот на древната Сана, на древната Света или храмот на љубовта. И тоа го представува највисоко горе мајката која што го држи плавиот и црвениот конец, символизирајќи го срцето човеково. Или символизирајќи го електромагнетизмот. Најблиско до ова, кој што изградено од сионски приорат, беше цвеќето на животот кое што ние го чувавме, а го украде Уворот Дувлочани и денес не знаеме каде е од депото на Уворот Дувлочани. Кој што исто така го символизира она што ни е представено на споменикот. Или семето на животот. Докази за Еденската градина. Сигурно, како ова што го зборуваат за Владо Павлов, и тогаш некој ми дал од ВМРО ДПМН пари да истражувам, и ова што го правам цел живот за Кочани, сигурно ме фатиле за уши и ми рекле прави го тоа. Доста ме засмејувате. Сите вие купените душички, каде што скапо и дебело си ја плаќате својата собствена кожа и своите деца за други и туги интереси во мојот град Кочани. И ако сте си ја продале душата и му љубоморите на Владо Павлов што никој не можел да го купе, тоа е ваш проблем. Не е мој проблем тоа. Преку ова видео сега на бугарски ќе ви представам како мои пријатели ги користат моите докази и како имаат начин да го сето тоа направат, наместо ние да го правиме ова што учат многу луѓе од мојот профил, а јас практично ви докажувам што е електромагнетизмот. Ние се замараме со глупости. Македонци, продолжите најсилно за се македонско обединување.
каде што македонецот треба да биде граѓанин од прв ред. И пуштете ги овија. Кучиња нека лаат, а караванот нека си врве со победа во недела на 2 ноември. Да го погледнеме видеото од мои пријатели кои што соодействуваат со вистината на споменикот од НОБ, кој што нема ни на буквата од НОБ, и кои што соодействуваат со вистината за семето на животот, а всушност тоа представува украдената плоча свеќе на животот од Дубара до Влочани, за кој што, како што кажав, ќе кренеме пожестоко и порадикално со завршувањето на овие избори, со блокирање на улици со автомобили од мои браќа и сестри од цела Македонија и цело Кочани, се додека оние архитекти кои што се со сектата поврзани со Пулс, да ни кажат дали се поврзани и со случувањето со Владо Павлов. А јас велам да. Истите актери кои што се поврзани со Пулс, се поврзани со Владо Павлов. Робијашките тактики и скренување на внимание што е направено со Пулс може да палат само кај покојниот Генчо, па и кај него не палеа во затворот Штип. Допрева ќе работеме. Јас кажав на многумина. Работам и од Кочани и од надвор од Кочани. Затоа што сите сме задесени од таа секта. И нема да ме обидувате повеќе, ништо друго. Ако го почитувате делото на Владо Павлов, а не ви се свиѓа одлуката, тоа е ваш проблем. Јас ве сакам како мои браќа. И ве почитувам. А да ми филозофирате и да ми објаснувате, да изигравате жртви, дека не сум бил во право ова или она, ве молам. Само уште да ме убие сектата, од се оно што сум поминал од ова секта кочанска, целиот мој живот. Да вие сте цело време со сектата. И најпрво да зборите за вашите бизниси. И како ви помагаат. А како на мене одмагаат. И зошто ниту еден бизнис не е успешен во Кочани, а успешен во други градови во Македонија. Ајде запрашајте се кочанчани. Зошто солените соби се успешни во други градови во Македонија, а во Кочани не? Ајде вие кои што плетете приказки и кои што ме правите дека сум од пресека, со Опинци 2020 донесен во паркот Кочански и со Опинци отидов у пролет да пиеме едно кафе, не знам ништо друго што е во овој град, кажете ми зошто моите солени соби не успеваат во Кочани, а успеваат во Битола, Скопје, Охрид. Ајде кажете ми. А во Кочани беше направено најубаво. Затоа што си го сака мојот град. Еве, наједноставно ве прашувам. Зошто солените соби успеваат во сите други градови и ме почитуваат, а овде во Кочани не успеваат? Зошто? Вие сите млади кои што поминавте јадници со Владо Павлов попе, ве малтетираа што доваѓавте кај мене да си купите еден сендвич. Од професор, од наставник, од некој си не знам кој или не. Зошто плетеа секогаш афери со нас?
Ајде кажете ми, Кочанчани, ако немате секта во Кочани, затоа што им смета овој човек, што не можат да го стават во матриксот нивен, за да ви ги трове вашите деца со шмркање? Не можат да ме купат мене. И се тоа нешто го прават последните години. Каде што користат лица од мојот дом. Знаеме многу работи. Ама докажете ми зошто солените соби успеваат во сите други градови, а во Кочани не. Ако јас сум во нивната секта, каде што 50-50 се деле со увродовлочени, секој бизнис овде во Кочани се деле 50-50 со увродовлочени, ќе ме оставеа и сендвичи да продавам, и кафе да правам, и локалот да работи. А не секој ден да ме малтретираат со се и се што. Нека ми каже еден локал од Кочани кој што не работи со увродовлочени. Еден. Бидејќи ме фативте мене и верувате дека цел живот со мене ќе си го перете вашето прво дупе. Кочанчани, не ви дозволувам повеќе со мене да го перете вашето прљаво дупе. Барем на вас, кои што расневте овде, кои што ве чува повеќе од вашите родители. И вие сте се дрзнали да зборувате против овој човек, кој што не знаевте каде е Трговски. И се палевте, бевме кај Чичо Владо, беме кај Попето, Попето ни другар. Вие денес зборувате против Владо Павлов. Мизерии, бедни. И мислите дека ќе успеете со тоа да наметнете нешто, да смените мислењето на оние кои што се разбудени и кои што го почитуваат делото на Владо Павлов и се обединуваат со неговото дело? Ништо нема да успеете. Само ќе останете смешни и ќе останете без кап пријател, кој што секогаш е бил со вас и кој што секогаш се борел за вас и за ваше и мое Кочани. Зошто не се запрашате прво? Зошто не ми дозволуваа? Зошто ме тргаа настрана? Зошто зборуваа така кога најубавите тостови беа кај тој човек? Затоа што ако не си во сектата Кочанска, ти не можеш да успееш. Таа е Бог во Кочани. Затоа се македонски обединувам со многу Кочанчани, за да на змијата на главата и настапиме после изборите. И тоа го знаете сите вие во Кочани. Ама се плашите да кажете. Најлесно е да кажете Попето е забеган ваков, таков, онаков. Ама проблемите ви остануваат дома. Колку малолетници имаше во Пулс? Да има закон прав за малолетници. Вие први ќе одевте во затвор, а не да демонстрирате. Имаме уште многу да зборуваме. И ќе зборуваме за Кочани. И ќе се гледаме. Слободно јас шетам низ цела Македонија низ Кочани.
И продолжите да продавате муда за бубрези. И плачете, и корнете и ги косите. Изигравате жртви, дека вас сектата ви испадила од кочари. А всушност, сектата ви испратила таму каде што сте. Да го проследиме видеото за кој што се борам за кочани и преку ова видео ќе дојдете до заклучок што е локалитетот Лукубија и што Сионскиот приорат ви представува преку изградениот споменик кој што нема никаква врска дека автор на делото е Глигор Чемерски. Јас ќе ви преведувам. Значи, ова се пријатели кои што работат и истражуваат мистиката идентично како јас. Со некој од нив се допишуваме, разговараме и сум ми благодарен што ова го направиле видео во чест на електромагнетизмот и во чест на она што е нашиот град Кочани. И ваше е да одлучите кој одредил и кој наредил да се украде од оному каде што се чуваше за музеј во Кочани овај доказ, а сега и да го нема во депото на УВР Дуглочани. Еве што представува цвеќето на животот и што ни представува Сионскиот приорат со изградбата на споменикот од НОБ, кој што нема ни на буквата од НОБ во Кочани на локалитетот Лукубија. Символа на семето на живота. Всичко се ражда от електромагнетизма. Тероидалното електромагнитно поле е истинския атом на Вселената. Отгоре изглежда като семето на живота, семето на сътворението. Казват ни, че това е атом, за да вярваме в физическия свят, но всъщност то е холокравски. Физическото се ражда от метафизичното и духовното. Древността хората са знаели това. Това било разкрило истината. Исус посочва сърцето, вихрът, който създава нашето енергийно поле. Може да бъде контролиран чрез него. Енергията, движение може да бъде контролирана от емоции. Емоциите не бива да контролират реакциите ни и как те осигуряват силата да контролираме енергията. Накратко, видеото ви го представува сето она што Владо Павлов децении уназад би го представуваше. И повеќе да го знаете, зошто сектата отворила војна против Владо Павлов за негово уништување. Затоа што цвеќето на животот е семето на животот. Затоа што цвеќето на животот го представува почетокот, електромагнетизмот. А во нашето тело тоа е срцето. Ете што крие Кочани. Ајде сега кажете, кој ми е финансирал ова кампања, кој ми е финансирал ова да го истражувам 10 години, а јас да се борам за него. Прашајте го, може би Миле Лепков ми дал пари, како што велите. Будалетинки. Кој е Миле Лепков? Смешни сте. Ова би беше вистината за електромагнетизмот и вистината за цвеќето на животот. Одговор на сите оние кои што веруваат дека ќе го загушат моето востание во цела Македонија и во Кочани за се македонско обединување, за македонецот граѓанин од прв ред и доказ дека споменикот е изграден од Сионски приорат и дека е крие вистината за Богот на љубовта. Ве сакам сите љубов и само љубов
Ајде, Кочани и цела Македонија, направете го тоа што Кичево го направи во првиот круг за се македонско обединување и македонецот граѓанин од прв ред. Ве сакам сите и вие кои што плетете и ковате судбини на луѓето, ве сакам и вас во сектата, бидејќи дозволено ви од Бог да ја создавате сектата, ама ги сакам и оние кои што се со мене, затоа што и на нив им е дозволено од Бог да бидат со мене, затоа што Бог ги држе сите работи во неговите раце, затоа што Бог го држе и доброто и злото. А кој ќе победи? Ќе видиме. Да живее Македонија со дух, ум и фанатизам за Македонија!